Добар ден на сите присутни. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на Општина Битола на 4.4.2025 година петок во 12 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Кој е за ваквиот дневен ред да крени? 3 за. Во ред. Како? 4 за. Се извинувам. Ве молам да ја образложите точката под број 1. Добар ден. Програмата за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2024 година представуваше рамка за спроведување на политиката за заштита и унапредување на животната средина на општината со проекти и активности за кои беа испланирани 9.330.000 денари од буџетот на Општина Битола за 2024 година. Исто така, во текот на 2024 година реализирани се проекти и активности за кои не се користени финансиски средства од буџетот на општината, односно дел од проектите и активностите се финансирани од буџетот на Република Северна Македонија, меѓународни фондови, донатори, а за реализација на одредени мерки не беа потребни финансиски средства. Програмата за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2024 согласно утврдените мерки за заштита на животната средина на подрачјето на Општина Битола е реализирана низ повеќе програмски активности. Ќе ги набројам таксативно во поголем дел, бидејќи деталниот извештај беше доставен до сите советници. Програмските активности беа поделени во зависност од медиумите, така да одделен број на програмски активности се однесуваја на заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух и истите се реализираја во дел преку реализација на планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух и спроведување на мерки предвидени во планот, со ажурирање на катастарот на загадувачи, преку изработка на зелен катастар на територијата на Општина Битола трети дел, преку проектот ЕУ за чист воздух, кој што е финансиран од Европска унија и кој е насочен кон намалување на емисиите на загадувачки емисии материи и за подобрување на квалитетот на воздухот во 4 градови, вклучувајќи ја и Општина Битола. Следниот медиум е во делот на отпадот, односно програмски активности поврзани со управувањето со отпад, кои што се реализираја низ неколку акции. Една од нив е акција за чистење на Општина Битола, популарно Генералка Викенд 2024, акција која што во континуитет се спроведува повеќе години и е во соработка со Пивара Скопје, Пакомак, Министерство за животна средина, Министерство за земјоделие и Man and Mountain организацијата. Крајна цел на оваа акција е подигнување на јавната свест и грижа за животната средина, особено во делот со начистење на градот и управување со отпадот. Потоа следува спроведување на мерки од локалниот акционен план за управување со отпад на ниво на Општина Битола преку проектот Одржливо управување со отпадот, кој што се реализираше во партнерство помеѓу Општина Битола, Салар Интернационал, Министерство за животна средина и просторно планирање и заедниците на единиците на локалната самоуправа како главни чинители во соодветните области на управување со отпадот. Следна активност е поставување на вендинг машини, активност која што Општина Битола ја спроведе во соработка со Пакомак, при што е потпишан договор за соработка и договор за донација во 2024 година за поставување на вендинг машини за селекција на пластични шишиња и лименки во поголемите маркети. Во делот на заштита од бучава, почитувајќи го Законот за заштита од бучава во животната средина,
Согласно програмата за животна средина за 2024 година, во буџетот на општина Битола беа обезбедени средства за изработка на таков вид на стратешки документ. Ние спроведовме јавна набавка со технички диалог, но истата не бевме во можност да ја реализираме заради незаинтересираност, да речем на некој начин, на понудувачи. Имавме само еден понудувач кој што не беше од нашата држава и чија што цена, мислам, не соодветствуваше на она што значеше наша проекција согласно програмата. Се работеше на подигање на јавната свест за значењето на животната средина. Целта беше да се постигне повисоко ниво на јавната свест за значењето на животната средина и воедно охрабрување на населението да превземе чекори во областа на животната средина и грижа за планетата Земја. Значи, спроведени се поголем број на кампањи и активности и во овој дел исто така треба да нагласиме дека сите овие кампањи, без разлика што имавме предвидено една сума од 30.000 денари во буџетот, ги спроведовме без финансиски импликации и за нив не се потрошени средства од буџетот. И во делот на субвенционирање, значи согласно програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2024, во делот субвенции спроведени се следните јавни повици. Првиот е субвенционирање на жителите на општината за инвертер клима уреди. Во целост се реализирани средствата, субвенционирање на енергетска ефикасност на колективни згради. По оваа ставка, значи, имавме обезбедено во буџетот средства во висина од 1 милион денари, меѓутоа на јавниот повик се јави само еден заинтересиран субјект, кој што во последната фаза од реализација на истиот не го испочитува рокот и договорот е раскинат. Следува субвенционирање на замена на дограма за домакинства. Сите средства се искористени и субвенционирање на велосипеди. Исто така, предвидените средства во висина од 1 милион денари, обезбедени од буџетот на општината, согласно програмата, беа целосно искористени. И последна ставка во делот на субвенционирање се однесуваше на субвенционирање на зелени поени, поврзани со проектот во соработка со Пакомак за поставување на вендинг машини и обврската на општина Битола, повратот на средства за стимулирање на граѓаните за секое вратено шише лименка во износ од 5 денари, за кој што имавме предвидено сума од 300.000 денари, во целост ги исплативме. Еве исто така како информација, сакам да додадам дека програмата за животна средина за 2024 претрпе една промена и ребаланс. Потенцирано е дека по усвоениот амандман на Поинаку, советничката група од Поинаку, која што побара во делот на субвенции да се зголеми ставката за субвенционирање на инвертер клима уреди, од 2 милиони денари се зголеми со нови милион и изнесуваше 3 милиони денари. Имавме уште една предложена измена во ноември 2024, меѓутоа истата не беше усвоена од страна на Советот на општината. Во ред ви благодарам. Преминуваме на прашање од советници. Кој сака да постави прашање? Повели Чолаковски. Благодарам. Гледаме дека мерната станица Битола 1 цела 2024 година е надвор од функција. Е информирано Министерство за животна средина дека не е во функција? Имаме некој повратен одговор? Да, имаме повратен одговор дека ја поправаат. Извинете. Значи, во моментот кога престана да работи мерната станица Битола 1, се обративме до Министерството и како секогаш е во реконструкција за одредени делови кои ги набавуваат од Германија. Добро. Имавме еден, не знам дали ќе го најдам сега, ЕУ, што беше проект за Clean EU, сега да го За засадување. За засадување, да. Стои овде дека се засадени... Кај бе? 1500. Момент само. Кај бе?
Стои дека се засадени дрва на повеќе локации и тоа во Нова Битола, парк Довлеџик, градскиот парк и влезот на Битола од страната на Прилеп. Имаме контрола ние дали тие дрва што биле посадени се фатени, да речам, дали фигурираат уште, пошто например еве паркот Довлеџик, пошто тука блиску живеам, знам дека 6 пати се садеа дрва таму и 6 пати се сушат дрвата, не се фатени. Имаме контрола на ова дали се во ред дрвата тие 1500 што се посадени, дали успешна акцијата или џабе сме ги садели? Во делот на контролата, мислам, ние па комуналици во делот на садењето ги превзеде обврските. Ние како оделение, мислам, немаме ни компетенции во тој дел да превземеме одредени обврски. Мислам, согласно договор, баш сега актуелен кој што го имавме за ова година, донаторите во договорот ја има потенцирано и обврската за испраќање на извештаи на, мислам дека беше и на полугодишно и на годишно ниво во однос на и начин на одржување. Да, овде стварно ја немам информацијата дали е тоа дел и од договорот, меѓутоа мислам дека Конкретно, извини, конкретно за овој проект треба да се испрати извештај да не, зато велам за овој проект ја немам информацијата и го немам видено договорот. Иначе сега што следува договор, видов дека донаторот го предвидел и тој момент и е врзано со извештај. Овде не знам дали има обврска за испраќање на извештај. А овој договор ЕУ за чист воздух има потпишано општината или комуналец? Општината. Општината? За сега благодарам. Добро. Благодарам Чулаковски, Павел Иливска. Овој договорот, доколку кој ни го кажавте, ако го има подпишано општината, ако може, ако не ви е проблем да ни го доставите, бидејќи како општина би требало да си ги знаеме обврските, ќе ве замолам, ако може да го добиеме договорот. Сега, мене ми интересира во врска со отпадот. Знаеме дека, мислам како што кажавте вие, имаме мерки од локален акционен план во партнерство со Салар и ни беше кажано дека тука во Јенимале ќе биде како место каде што ќе се започне со селекција. Моето прашање е следно. Дали, доколку селектираат граѓаните, онака како што имате наведено во самата програма, дали од комуналец е обезбедено возило кое што ќе подига селектиран отпад? Од страна на комуналец има возило за подигнување на пластика, треба секој последен петок од месецот да ја подигнува селектираната пластика. Меѓутоа, во Јенимале се уште не функционира селектирањето на отпад како што беше предвидено согласно програмата, односно доделени се зелени жолти канти за селекција на пластика, а се уште граѓаните ги немаат купено зелените согласно договор што го потпишаа. Значи селекцијата не е целосно испочитувана во Јенимале. Не е испочитувана од страна на граѓаните, од страна на комуналец или од страна на општината, бидејќи договорот го потпишуваа граѓаните, извинете. Договорот го потпишуваа граѓаните со комуналец. Значи ние немаме обврска како одделение и општина, не знаеме договорите дали се испочитувани, меѓутоа не се целосно испочитувани. Еднаш мислам бевме заедно на комисија со директорот кога кажа дека не се целосно испочитувани. Добро. Во контекст на ви имав поставено и прашања, ме интересира во изминатата година дали општина Битола, на територија на општина Битола се издадени интегрирани дозволи. И доколку се издадени, колку средства на сметката на општина Битола има од вакви добиени интегрирани дозволи и доколку има, зашто се истите наменети? Во текот на 2024 немаме издадено решение за одобрување, немаше ни поднесено барање. Во однос на важечките,
ние испремаме еден одговор, мислам во писмена форма ќе ви биде доставен еве овие денови, пошто се утврди дека има потреба од меѓусекторски консултации и од тие причини се доработува и мислам дека најдобро е вака најконкретно ќе ви го доставиме и во него ќе бидат презентирани информациите врзани конкретно со бедозволите. Добро. И имавме тука стратешки карти за Бучава. Да. Кажавме дека не е реализирано, меѓутоа сега еве со оглед на ситуацијата која се случува, гледаме дека на некои објекти имале потреба од такви елаборати за Бучава. Ова дали е поврзано со нивните документи? Не. Не, меѓутоа ние како општина, читувајќи го законот за Бучава, имаме обврска да се справиме со проблемот на Бучавата и сега во програмата за 2025-та, не знам дали се сеќавате, сега имаме воведено нова форма, да речем на изработка, катастар на стационарни извори на Бучава. Тоа е пониско ниво на стратешки документ, од кој што е веќе почнеме и веќе се спремаме за да распишеме тендер, за да можеме да го нарачаме овој документ. Добро. Бидејќи се извинувам, се утврди дека стратешката карта во моментот нема реални можности да ја изработи никој, скоро ни една општина ја нема, освен неколку кои што ги има добиено како донација од некои странски, да речам, донатори или организации. Не можам сега да го најдам. Прочитав дека треба да се формира некое работно тело. Ако сум грешка, поправете ме. Во врска со... Мислам дека беше во врска со отпадот. Момент, ќе го најдам, ако не се сеќавате вие, ќе го најдам, пошто го читав сега пред малку. Мислев дека се сеќавате, меѓутоа... За отпадот формирано е работно тело. Добро, може да ми кажете која е целта и колку пати се има состанато и кои се представници во тоа тело? Во делот на отпадот со проектот САЛАР, работно тело беше формирано за изработка на локален акционен план за управување со отпад. Во локалниот акционен план... Да, еве го најдов во правост. Да. Во локалниот акционен план беа повеќе административни службеници од засегнатите одделенија. Мислам дека ако сакате може ми сите да ви ги наведам. Не, ме интересира само дали е формирано и дали истото има... Да, а иначе работното тело од локалниот акционен план заседава како што доаѓаат представниците од САЛАР и представниците од Шведска. Последно мислам дека пред месец дена имаме извештај, доколку сакате можеме да ви Дали го директорот на Комуналец е дел од ова работно тело? Директорот, да, дел од работно тело, а во понатамошните работилници и носител на еден од работните состаноци. Многу успешен проект тогаш ќе имате. Последното прашање ми е во врска со Леапот. Дали може да ми кажете било каква информација, дали исто таму имаме исто тело кое што треба да се состане, дали имате информации, дали биле повикани, не биле повикани и дока е изготвувањето на Леапот? И за Леапот, одговорот ќе биде во склоп на писменото известување, да речам, писмениот одговор кој што се работи во моментот, бидејќи имаме вклучено, мислам, повеќе чинители, како да речам, во моментот на изработка на проектот имавме координатор кој што беше представник од одделението за урбанистичко планирање. Сега имаме промени во кадровската поставеност, така да
се работи на одговорот и ќе ви го доставиме и во делот на Леапорт. Не, ве прашувам заради тоа што советниците, ве колегата е советник и мислам дека е дел од тоа. Јас колку што се сеќавам пред година и пол, може и поќе има од кој беше викнат последно. Затоа и прашувам. Добро. Комплетен извештај ќе се изработи, ќе можеме, мислам, точно да видиме која била и динамиката и чекорите кои што се превземени. Во ред, благодарам. Дали некој друг сака советник да постави прашање? Доколку нема, преминуваме на гласање. Точка број 1. Извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за? 2 за. Кој е воздржан? 1 воздржан. Кој е против? 1 против. Ви благодарам. Седницата ја завршувам. Благодарам за присуството.